Добар ви ден, почитувани гледачи. Ви упатуваме еден голем поздрав од комплексот Етно село Тимчевски заедно со екипата на вашата и наша вкусот на традицијата. Денеска верувам како и секој работен ден го очекувате рецептот на денот. За денеска размислував дека нешто осетив потребот утрово кога станав дека нешто ми се јаде сладко и нешто што да биде домашно, традиционално, вкусно, нешто што го имаме ние во секој миг што се вели дома. А што е тоа? Тоа е јаболкото. Значи, јаболкото од Адам и од Ева. Вела дека потекнува од Азија и е донесен многу одамна во Европа, но денеска во Македонија е најраспространетото овошје. Најпознати се преспанските јаболка, како златниот, црвениот, делишес, ајдаредот. И има, се смета, преку 7000 видови на јаболка. Нема земја во светот кај што ќе појдете, а да немат јаболка. Но ниту една јаболка не е толку вкусна и убава, и сочна, и сладка, како што е македонската јаболка. За јаболкото докторите велат барем едно во ден, како терапија. Значи, за добар кардиоваскуларен систем, за регулирање на гликемија, за крвен притисок, има витамини А, С, Б, има калиум, железо, манган, магнезиум, што се нема во јаболкото. Значи, можеме да направиме компот, сок, торти, колачи, пире. Дечињата што се вели се зарануваат од како ќе се родат, нели, во одредена возраст со варено јаболко, пасирано јаболко. И за денешната емисија Вкусот на традицијата ќе ви направам една торта со пржено јаболко. Прсти да си изедете. За оваа торта вас ќе ви бидат потребни 3 големи јаболки. Ако немате големи, ако се вака малецки како и овие што ги имам јас, ставете слободно 5. Излупени, претходно измиени, насечкани на коцки. Ке ни треба 60 грама путер и 40 грама шекер. А понатаму за тестото ке ви треба 3 јајца, 100 мл млеко, 3 супени лажици павлака, ке ви треба 150 грама шекер и 8 супени лажици или 300 грама брашно, 2 до 3 супени лажици масло за јадење, ке ви треба прав шекер за наросување, малку сода бикарбона, 1 пакетче прашок за печиво, 1 ванила и малку кокос за во тестото. Да се нафатиме на работа. Го ставам тавчето, загреана е ринглата, уште да го излупам ова јаболко, ќе видите како ќе ги насечкам. На коцки прво ќе го ставам путерот и шекерот да се испржат заедно и да се стопи шекерот во путерот. Многу лесно се приготвува и многу ефтин колаче, да ви кажам, а овој колач ќе биде причина за 1000 бакнежи да добиете од вашите внучиња, дечиња, па дури и од сопругот. Да речат браво што си направила, а може да биде и обратно. Сопругот да го направи колачот, па да го добие бакнежот од сопругата. Не денеска како и порано, нели, да во кујната се врткат, што се вели, само жените. Напротив, исто толку се врткат и
нашите. Браво за нив. Мераклии на готвење. Сега ги чистам од семките. И ќе ни треба неколку 2 до 3 супени лажици мед во потребните состојки за лакирање која ќе биде испечена. Да знаете зошто е медот, дека не е во тестото, ќе видите. И врз него ќе наросите прав шекер. Еве сега сечкам на ситни парченца. Веќе го ставам тавчето на загреаната рингла. Го ставам путерот и шекерот. Така. Да почнат да се топат. Во меѓувреме јас ке сечкам. Вака ми е полесно на рака некако. Многу интересен вкусот, што вообичаено кога правам нешто со јаболка, ставам цимет, ставам рум. Ама комбинацијата на ова пржена јаболка во путер и во шекер, и кога ќе додадете кокос, вау! И ви треба тавче број 26 за оваа доза. Еве, веќе се стопи шекерот, го додавам веднаш јаболкото. И како чистам, така додавам. Ова се, да ви кажам, непрскани јаболка. Користете секогаш, вела дека докажано е дека голем дел од витамините се наоѓаат токму во лушпата на јаболката. Затоа секогаш потрудете се да имате непрскани јаболки. Доколку имате непрскани, можете да ставите со се лушпа да користите. Што убаво замириса. И ова го додавам. Значи, како сечкам, така додавам и ќе почне да се топи исто јаболката. Така. Ете така, ќе дојдат како карамелизирани, ќе добие убав вкус јаболкото кога ќе пушти од својата вода, таа има многу вода во својот состав, нели? Кога ќе се спои со путерот, кога ќе развие еден убав мирис, па и ванилата кога ќе ја додадеме. Многу е битна постапката на приготвување на овој колач. Да кажеме, вие можете со истите состојки да направите сосем друг рецепт.
Но начинот на кој што оваа торта со јаболка се приготвува навистина е посебен со пржењето на јаболката. И затоа во тестото не ставаме посебно масло, затоа што путерот влегува и целата оваа смеса во тестото. Имам уште едно јаболко. Така. Уште малку промешам. Гледате како почнува да се топи јаболката и добиваме еден сос всушност во тавчето. Готови сме со јаболката. Така, уште неколку минути и ќе биде добро. Доволно ќе биде. Значи, треба таа скроз да омекне. Сега започнувам со постапката на приготвување на тестото. Ги кршам 3 јајца. Ова не е класичен пандишпан или рецепт за класична масна торта. Го додавам шеќерот, 150 грама шеќер. Тука ја додавам ванилата. Додавам потоа прашокот за печиво и содата бикарбона, пред било што друго. Сега морам ова да го растопам. Да добијам жолта, бледо жолта, хомогена, густа смеса, која што ќе наликува како каша. Да промешам. Така. Уште малку, уште која минута и ќе биде готово. Еве ја базата. Сега додавам сода бикарбона, прашок за печиво, малку сол прстофат, така, промешувам. Млекото, павлаката, така, и го додавам брашното, кој што ми е претходно, значи измерено 8 супени лажици. Ова е веќе готово. Како ќе биде ова? Фантастично. Сега добро ќе го измешам, значи да немаме грудчиња, топчиња.
Ова лажица веќе нема да ми биде потребна, затоа што си е таман тестото. Сега ќе земам една дрвена лажица. Така. Видете што убаво се напри како сунгер. Како сунгер. Се му е значи погодено. И сега, овие ценети и почитувани јаболка одат во тестото. Така. Па сега ќе му го додадам и кокосот. Ле, убавини. Така, промешувам и веќе е подготвено за печење. Значи, ќе го печеме прво на 200, да фати малку коричка и потоа 180 степени. Штом го извадам од рерната, веднаш ќе го премачкам со мед и ќе го наросам со прав шекер. Малку да залади, е подготвено е за проба. Прекрасно. Еве, тестото ни е готово. Сега го ставам во тепсијата за печење. Хартија за печење има на тепсијата и ќе ставам малку масло. Така, да подмачкам и страните секако. Одлично. Така. Ова не печено како мириса тек кога ќе се испече. Евака. Одлично. Подготвено е за печење, рерната е загреана на 200 степени. Останете со нас да ја проследите и останатата постапка при приготвување на овој колач или торта со пржени јаболка. Еве, драги гледачи, како изгледа испечена предпоследната постапка. Значи, ќе земете 2 вилушки и вака ќе ја подкршувате од озгора. Вака ќе ја подкопувате. Буквално горниот дел да го раскршите на тортата. Ми пропаѓа вилушката, ама во јаболката, во сочноста на тестото. А супер е испечено, одлично. Така. Ова има да биде за мерак. На поситно да е. Така. Леле каков мирис. Ау! И кокосот како мириса. Сега со медот ќе ја полеам Ако сакате да ви е повеќе блага, па и додадете мед. Па јас сум љубител на мед и можам уште малку да додадам. Така. Уште малку ќе искористам. Така. Нека има мед. И како е топла, затоа што е топло тестото, врело,
што туку извадено и веднаш се впива. Ете така. Супер, мислам дека е доволно. Сега ќе ја наросам со прав шекер. И тоа убаво наросете со прав шекер. Ќе оставите да се излади едно половина час и потоа ќе ја пресечеме и ќе ја сервираме во чинија подготвена за да ја дегустираме, да и се насладиме сите тука во комплексот Етно село Тимчевски. Останете со вкусот на традицијата. Едва и дочекав да се подизлади питата. Погледнете како она убаво изгледа. Мерак, мерак. Полна со јаболка. Сега да ја пробам. Значи, ова е топ комбинација на ваков начин да се подготви една пита. Знаете како е мека како душа. Памук, јаболкото, така во локум, изглед, вкус, со путерот, со кокосот. Дефинитивно ви кажувам дека ова рецепта редовно ќе ја правам, затоа што премногу ми се допаѓа. Драги мои, ве поздравувам до следната емисија Вкусот на традицијата и знаете како велат. Ако сакаш да одиш, оди. Ако сакат да одат, пушти ги. И велат дека нема ништо посилно во животот од срекно преживеана несреќа заедно со некого. Драги мои, се гледаме во следната емисија. До тогаш останете здрави и живи, направете оваа торта со пржени јаболка. На здравје. Ке ве воодушеви. На здравје.